Денеска тука во Струмица, во најголемиот регион за производство на градинарски производи, на денешниот работен состанок што ќе следи со земјоделците и со директорите на сите надлежни институции, со градоначалниците, пратениците, ќе разговараме за тековната состојба во овој сектор, за нивните предлози и заедно со тимот на Министерството ќе ги презентираме мерките и новитетите од програмата за финансиска поддршка во земјоделството и програмата за рурален развој за 2019 година. При тоа би сакал да потенцирам дека во новата програма за директни плаќања за градинарството го олеснуваме аплицирањето при субвенционирање, односно воведуваме засадена површина што ја пријуваат градинарите да биде збирно за сите градинарски култури, а не како досега за секоја култура посебно. Ова значи дека земјоделците може да аплицираат за субвенции со минимална вкупна површина од 0,2 хектари, а не како досега за минимум 0,2 хектари по култура, односно 2 декари поединечно по култура. На овој начин и со оваа клучна промена очекуваме драстично намалување на земјоделците кои претходните години се одбивани заради административните процедури и можни технички грешки при аплицирањето. Ова го констатиравме и при нашите анализи, но ова беше една од клучните забелешки при нашите средби во 2018 година во Струмичкиот регион. Затоа излегуваме во пресред на ова барање. Паралелно со оваа промена очекуваме зголемување на бројот на апликации за градинарско производство. Во делот на субвенциите и оваа година за 20% повисоки субвенции ќе добијат земјоделците со развоен потенцијал. Паралелно создаваме услови за развој на преработувачката индустрија како дел од синџирот за развој на градинарството и можност за обезбедување на сигурен пласман и решавање на вишоците на земјоделските градинарски производи. За таа цел, како клучна мерка во новата програма за рурален развој, за 10 пати е зголемена ставката, односно сумата, износот на средства предвидени во мерката инвестиции во маркетинг, за маркетинг на земјоделски производи, која што нуди оваа 2019 година предфинансирање на инвестициски проекти во висина од 100% од износот на предлог проектите за инвестиции во преработувачките капацитети, ладилници и откупни центри за приоритетните земјоделски производи кои што ќе ги утврди владата, а со кои што се соочуваме со проблеми во пласманот и проблеми на терен во текот на годината. Зголемена поддршка од 60 милиони денари за промоција на македонските земјоделски производи, вклучително и за преработките од зеленчук, како и поддршка за амбалажа оваа година, капаци за тегли и други видови на поддршка преку техничката поддршка на програмата за рурален развој за преработувачите. Да потенцирам дека мерката за инвестиции во маркетинг за земјоделски производи оваа година изнесува 4 милиони евра, односно 230 милиони денари се предвидени во програмата за предфинансирање за преработувачката индустрија. Дополнително на овие мерки од националните програми за развој на градинарството, тука се и мерките од ИПАР 2 програмата. За мерката инвестиции во основни средства за земјоделски стопанства, која нуди од 65 до 70% кофинансирање за инвестиции во изградба или реконструкција на оранжерии, расадници, изградба и реконструкција на објекти за преработка и продажба на земјоделски производи, ладилници, капацитети за пакување. Заклучно со вчера се поднесени рекордни 1040 апликации со вкупно побарана сума од 14 милиони евра. За мерката 3 инвестиции во материјални средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи, која нуди 50% кофинансирање за изградба во преработувачки капацитети за зеленчук и опрема. На последниот повик, заклучно со 29 јануари, се стигнати 65 барања со вкупна апликации, со вкупно побарана сума од 15,9 милиони евра. За крај би сакал да кажам дека податоците од платежната агенција покажуваат пораз на исплата на субвенциите и пријавени површини за градинарството. За програмата за 2016 година се исплатени околу 440 милиони денари за вкупно пријавени 11.554 хектари за градинарски култури, а за мерките од програмата за 2017 година се забележува растот и се исплатени 480 милиони денари за вкупно пријавени дополнително околу 1000 повеќе хектари за градинарски култури. Овие податоци покажуваат дека за програмата за 2017 година има пораст на пријавените површини за субвенционирање,
а со тоа и на исплатената сума. Со показател за поволните услови, тие се показател за поволните услови и мерки што ги презимаме за развој на градинарството и потекнување на земјоделците да ги зголемат површините со градинарски култури, а оваа година очекуваме овој износ да стигне и до 500 милиони